Поштовани, добро вечер. Благодарам на присуството на уште настан во Рускиот центар. Психологијата на византиската икона низ делата на руските зоографи, зашто ќе ни објасни малку подобро сестрана од НПЦ на Офицерска архиепископија. Така што ви го препуштам на изборот, да ни каже нешто интересно и повеќе за ова. Согласна. Од Македонската православна црква Офицерска архиепископија и голема чест и задоволство ми е да ми презентирам за психологија на византиската икона. Само чекам да се повече. Значи, оваа презентација е за психологијата на византиската икона, но низ делата на руските зоографи. Византиската икона е особен вид на самоизразување и самооткривање на православната црква. И тука имаме два примери на византиска икона. Првиот пример е представник на Московската школа. Неја има изобразено Свети Андрей Рублјов. А додека вториот пример е на Македонската школа и е дел од Охридската колекција, која што се наоѓа при. Значи, кога гледаме византиската икона, можеме да видиме дека таа представува едно духовно поле во физичкото пространство, каде што се спојуваат радиусите на многу науки. Тука е присутна догматиката, мистиката, психологијата, етиката, естетиката, сотирологијата и многу други. Многумина е поистоветуваат византиската икона со уметничко дело, но добро е тука да се спомнат карактеристиките кои што неа ја одделуваат од уметничките дела и ја прават посебно. Прво, можеме да обратиме внимание на бојата. Имаме приказ на уметничка слика, портрет на Микеланджело. И до него е представата на Владимирската Богородица, која што се претпоставува дека ја има нацртано Свети Андрей Рублјов. Кога ја гледаме сликата, гледаме дека бојата и припаѓа на предметот или на личноста и се јавува како средство за изразување на душовната состојба на личноста, а исто така и волуменската видливост на предметот. Значи, бојата е атрибутика на објектот, каде фонот и деталите создаваат емоционална атмосфера, односно душевно расположение. И тука треба да назначиме дека во православното исповедање има голема разлика измеѓу душевноста и духовноста. За таа разлика во иконата бојата е символ. Тука се главни ликовите, во случајот на Богомајката и на Богомладенецот, кои што се осветлени со сјајњето на вечноста, а додека сите други детали се второстепени и така се добива едно духовно расположение. Сликата го носи во себе земното тежнење како душевна атмосфера на светот. Можеме да видиме, таа е воплатување на душевни чувства низ материјални образи и така таа има способност да индуктира слични чувства и на гледачот. Тие можат да бидат од истенчен естетизам до афектни емоции и од самозатворена гордост до изострено сладострастие. Додека на сликата имаме представа на иконостас, каде што има поголем број на икони од Московската школа
И можеме да видиме дека секоја од нив во себе ја носи привлечноста на силата небесна, на вечниот живот, на божественоста и икона е откровение на духовната љубов, која што е излеана во светот, каде што сите сме сведоци дека многу често владеат многу непријатни чувства, како што се зависта, злобата, непријателството и многу други. Ако сакаме да видиме подобри уметнички дела, можеме да посетиме некој музеј и вечерва можеме да го погледнеме Лувр. И гледајќи ги уметничките слики можеме да дојдеме до сознание дека подобрите уметнички слики се поезија во боја. Додека тие се разгледуваат, за нив може да се зборува, да се разменуваат мислења, да се анализираат нивните детали и исто така да се оценуваат. Но, кога станува збор за икона, таа представува богословие во боја и таа на душата му се открива не вербално, туку непосредно, преку срцето. Затоа таа бара молитвено безмолвие, за да може така да му се открие на срцето. Меѓу разликите можеме да ги спомниме и перспективата. На првиот пример гледаме како се наблюдува една уметничка слика, има присуство на права перспектива, каде има дистанца, но само физичка и која што се наоѓа во однос на гледачот. Тука размерот на изобразбите на предметите и фигурите му даваат илузорна представа за нивното растојание. Како што гледаме, линиите на перспективата се соединуваат во една точка во сликата, а додека широко аголно завршуваат во однос на гледачот. Тоа му дава една супериорност на гледачот. Но, кога ќе погледнеме на иконата, ние гледаме дека тука има отсуство од права перспектива и перспектива. Таа перспектива и дава на иконата во исто време да ја чувствуваме и бесконечно блиска и бескрајно далечна. Значи, ова антонимичност, која што се добива преку обратната перспектива, всушност ни дозволува да се совлада просторната оддалеченост. Линиите на перспективата гледаме дека завршуваат во точки кои што се наоѓаат во кај човекот што стои пред иконата, а додека широко аголно завршуваат во иконата и на тој начин кај човекот се буди едно чувство, да тој се почувствува како една мала честичка од микрокосмосот, која што се наоѓа пред отвореното духовно поле во самата икона. Порано се појавило едно мислење дека всушност зографите не се доволно уметнички едуцирани и заради тоа не знаат да ја применат правата перспектива и применуваат обратна перспектива, но тоа мислење е побиено, бидејќи за да се направи дело каде што отсуствува права перспектива и тоа да не е статично и да не е површно, не е само знаење, туку е и умешно. Тоа можеме да го видиме и тука, дека отсуството на правата површина не ја прави иконата статична и површна поради разделеноста на мисловни сфери и површини кои можат да бидат исцртани или да се подразбираат. Тука имаме три представи на икони кои што ги има зографисано Свети Андреј Рублјов. Првата е Преображението Господово, втората е Пресвета Троица, а третата е Благовештението. Гледаме дека се исцртани замислените сфери, каде што најчесто се кругот и елипсата, односно тие се покажуваат како подобар израз на динамика. Но кругот има и една своја символика, а тоа е на божественоста, на бескрајноста. Затоа кругот во Преображението го опфаќа Господ Исус Христос со неговата преображенска светлина. Додека ангелите во Пресвета Троица, самите тие го формираат кругот и исто круговите можеме да ги видиме во Благовештението. Застапени се и елипсите, овдека во вид на јајце на постојле, не знам дали се гледа, извинете, не работи лазерот,
Еве го и тука, и исто површините се поделени во вид на крст. И еве ги иконите од Свети Андреј Рублјов, кои што воопшто не изгледаат ниту површни, ниту статочни, но напротив, тие се многу длабоки и динамични. Зографот или иконописецот е човекот кој што со Божји благослов и Божја помош ја зографисува икона. Така почнува самиот процес на создавање на икона, и тука имаме две слики на представа на Свети Андреј Рублјов. Зограф од 14 и 15 век на Московската школа, кој што со Божја помош и Божји благослов се удостојува да ја нацрта иконата над иконите Пресвета Тројца. На првата слика можеме да го видиме каде што ја заграфисува. Додека на втората слика е представен каде што го изобразува ангелот од чинот. Уште во древните времиња за иконописците најважни биле светоста на животот и мистичната интуиција, а дури потоа доаѓале талентот и мајсторството. Но кога сите овие три ќе се обединат, тогаш се добива она што светот го нарекува гениалност, а додека во црквата се нарекува созерцание или прогледување. Бидејќи иконата представува богословска книга, која што е нацртана со четкички и со бои, зографот мора да изобрази точно според каноните на православното исповедание. Доколку излези надвор од овие канони, тогаш таа икона влегува во ерес и престанува да биде православна византиска икона. Затоа постојат тие иконописни канони, и иконописниот канон е создаден во Византија и е усвоен од Руската православна црква за да се создадат иконографски скрипти или прирачници или уште наречени ермини. На првата слика имаме представа на оригиналното издание на најпознатата ерминија од Свети Дионисиј од Фурна. На втората слика е изобразен во византиски стил Свети Дионисиј од Фурна, а додека на третата слика ја имаме представата од современото издание на ерминијата, од која што до ден денес учат зографите. Значи, иконописниот канон е многу вековен, драгоцен опит на целата источна црква, опит на духовно видение и негова трансформација во визуелното изобразување. Исто на оваа слика имаме оригинална представа на ерминијата од Дионисиј од Фурна, кој што он своерачно има напишано и украсено. Прописите на византискиот иконографски канон се класифицираат во ерминиите според неколку поточки. И тоа: композицијски план на сцени од Светото писмо, пропорции на изобразените фигури, општа категоризација и општо изобразување на светците, спецификација на одделни светци и нивна постава, палета на бои и нивната символика, како и техниката на живопис. Иконографскиот канон не го уповува самиот иконописец, но напротив, тој му дава слобода. Каква слобода? Доколку иконописецот го совлада иконописниот канон, тој може слободно да твори православни икони според каноните и исповедањето на православната вера. И на тој начин ја добива таа слобода да веќе не ги копира постоечките икони, туку да може и да ги пресликува или создава. Боите, како и се во што го обкружува човекот, има свое зрачење и свое влијание врз човекот, така да природните бои се оние на кои што е приспособено човечкото око. Тие многу спонтано и лесно ги пренесуваат символите кај човекот, додека синтетичките бои се боите кои што го иритираат човекот, раздразнувачки влијаат врз него, и доколку ако една икона се изобрази со такви бои, тогаш молитвениот контакт со таа икона ќе биде, бидејќи кога човекот ќе застане да се моли пред таква икона, ќе се чувствува вознемирено или иритирано.
Природните бои, како што можеме да видиме на првата слика, се добиваат од растенија, од кристали, од минерали, од мекотели, од животинско потекло можат, кои на иконата и даваат светлосна заситеност, односно се добива тој ефект како да е жива или како да диша. Боите од минерали даваат да се почувствува внатрешната длабочина и структурност, додека кристалите укажуваат на скриените можности на материјата кои се појавуваат во незиното преобразување и одухотворување. Тука имаме скромна палета на природни пигменти и можеме да заклучиме дека црната и белата боја во иконописот се секогаш тие се главни бои, но не секогаш доминираат, а секогаш се присутни во сите други бои. Многу ретко доминираат, но секогаш се присутни во сите други бои. Символиката на белата боја во иконописот е многу голем. Значи, таа е почеток на предсветското, предвременото минато, но е истовремено и сегашност преку присуството на Светиот Дух, преку божествената сила, преку молитвата, созерцанието, безмолвието, преку динамиката на Духот. Односно, таа е образ на таворската светлина, вечните божествени енергии. И таа светлина не ги осветлува светителите како некој надворешен извор, него таа едноставно ги прозрачува одвнатре. Затоа зографите, кога цртаат, треба да внимаваат на моделацијата на лицето, посебно кога ги исцртуваат оживките, за да можат да ја доловат таа светлина, која што ги прозрачува светителите одвнатре. Тоа се гледа и на наборите на нивните одежди, кои што се поставени наспроти формата на телото и кои што сведочат дека таа светлина не подлежи на законите на физиката и на античкото восприемање. Црната боја е исто така мистична боја и не само што има различни значења, може да има и спротивни значења. Така да првата нејзино значење е празнина, отсуство на живот и царството на отпаднатиот ангел. А додека второто значење, таа може да се употреби за да даде контраст и да ја потенцира символиката, дали е тоа бела или портокалова или некоја друга боја, и воедно да означува една длабока тајна во која што човечкиот ум не може да продре. Тоа можеме да го видиме на приказите на иконите кои што ги има зографисано Свети Андреј Рублјов. Односно, првата е симнувањето во адот, каде што адот е изобразен во црна боја, што означува празнина, отсуство на живот и царство на отпаднатиот ангел. Но црната боја е застапена и во аурата на Исус Христос, со значењето да ја потенцира божественоста на Исус Христос и воедно означува длабока тајна во која што човечкиот ум не може да продри. Оваа втора символика ја имаме и во втората икона Свети Андреј Рублјов, која што е спас сила и каде што е употребена во најблискиот круг на ангели, а тоа се серафимите, и на тој начин се потенцира божественоста Божја, а исто на тие ангели му се дава дека се длабока тајна во која што ние луѓето не можеме потполно да навлеземе. Значи, символиката на боите во иконата е многу поразлична од символиката на боите во уметност. Затоа што боите во иконата едноставно сведочат за православното исповедание. Така да белата боја, како што спомнавме, има многу голема символика. Таа изразува светињата, божествените енергии, возведувајќи го созданието кон својот создател. Потоа виолетовата се користи на облеки, кога сакаме да потенцираме некоја индивидуалност на светителот или да се истакнат особености на служењето. Лилавата означува тага или далечна перспектива, односно може да значи и завршување. Зелената боја е живот, модрата представува тајна. Црвената е жртвеност, тоа е бојата на крвта, и плаштовите на мъчениците секогаш се
се изобразуваат со таа боја. Темно-црвената боја представува величие. Сината представува чистота, жолтата боја изразува топлина и љубов, пурпурната е победа, тиркизната младост, а додека розевата детство. Црната боја, спомнавме дека има различна символика, и тоа од празнина, отсуство на благодат или живот, а исто така понекогаш греф и пристапување, помешана со сина представува длабока тајна, помешана со зелена длабока старост. Сивата боја се употребува на карпите и најчесто значува мртвило, но додека портокаловата боја е благодатта Божја која ја надминува материјалност. Затоа облеката на Господ Исус Христос како младенец постојано се изобразува во таа портокалова боја, а исто така Свети Андреј Рублјов, како што видовме на претходните икони, Господ Исус Христос го облекува во портокалова боја во сите негови икони од слегување во адот, Христовото воскресение, спас в сила и така натаму. Килибарната боја представува хармонија, согласие, заедница. Бојата на челикот е човечка сила и енергија, но некогаш означува и студенилно. И накрај златната боја е бојата на вечноста, величието, совршенството и ја истакнува божественоста и затоа таа е многу присутна во иконите, за да се истакне божественоста. И сега тука имаме представата на Света Троица, која што се наоѓа во Тетријаковската галерија. Добро е да направиме еден мал увод за краток историјат и многу малку вовед во символиката на иконата, за преку тоа да се види што всушност значат православните икони и што всушност сакаат они нас да ни пренесе. Оваа икона поврзува тројца личности. Свети Сергиј Радонешки, кој што е основач на Троице Сергијевата лавра, кој што многу ја љуби Света Троица и навлегува длабоко во учењето на Света Троица. После него го наследува игуменот Никон Радонешки, кој што на својот духовен, кој што го гради Сергијевиот посад и таму ги пренесува моштите на својот духовен отец и сака да го увековечи споменот за Свети Сергиј, но тој сака да направи икона, но не со образот на Свети Сергиј, туку со образот на Света Троица, кој што Свети Сергиј толку многу ја љубеше, почитуваше и многу ја проучуваше. Така игуменот Никон се обреќа кај монахот Свети Андреј Рублјов, кој што во тоа време важи за еден од најдобрите зографи. И можеме да кажеме дека Свети Андреј Рублјов го зема фрагментот од гостопримството Авраамово, односно само оној дел каде што се прикажани ангелите околу трпезата. Ги исклучува Свети Авраам, Света Сара и спремањето на вечерата. Ја поставува обратната перспектива, можеме да видиме. Со тоа ни покажува, кога ќе застанеме ние пред иконата, да се почувствуваме дека пред нас се отвора едно огромно духовно поле. Потоа, самите ангели изобразуваат круг. Ја потенцираат бесконечноста и божественоста. Читањето можеме да го почнеме од лево надесно. И тоа, првиот ангел представува првата Божја ипостас, односно Бог Отецот, и тоа ни го покажуваат одеждите. Долната одежда е сина, што значува дека е небесен, а горната е во неодредена боја, што значи дека никој никогаш не го видел Бога, и Бог Отецот, и не може да го одреди, не може да го прикаже. Но неговото присуство е постојано видливо во универзумот. Вториот ангел представува втората ипостас, односно Бог Словото или Бог Синот. Тоа го покажуваат исто боите. Црвено земјена, кое што значи дека Словото Божјо се воплоти, се симна на земјата и прими тело човечко и ја означува човечката природа во оваа ипостас,
а додека горната облека му е сина, што означува дека сепак тој остана небесен и ја зачува и божествената природа. Човечката и божествената природа во оваа ипостас се неслиени. И третиот ангел представува третата ипостас од Света Троица, каде што долната облека е сина, што означува дека е небесен, и горната е зелена, што означува дека дава живот. Семантичкиот центар на композицијата е всушност чашата со главата од теле. Тоа представува и прототип на крсната жртва и предвестување на Евхаристијата. Како тоа го прикажува? Значи, главата од телето во путирот представува старозаветната жртва, на тој начин се принесувале жртвите во Стариот Завет. Во истиот момент трпезата се претвора во еден жртвеник од Стариот Завет, а е предвестие на крсната жртва, затоа што силуетите од Бог Отецот и Бог Светиот Дух формираат еден путир, во кој путир не се наоѓа само старозаветната жртва, туку се наоѓа и новозаветната жртва, а тоа е јагнето Божје, кое што се наоѓа над жртвеникот и кое што секоја литургија преку Евхаристијата се принесува на жртва за нас. И на тој начин овој престол, ова жртвеник старозаветен, веќе преминува во новозаветен престол од олтарот, а тоа го, за да го потенцира тоа Свети Андреј Рублјов, му исцртува едно камарче или прозорче во кое што во престолите олтарски се ставаат мошти. Ме воодушеви едно изложување на еден руски истражувач и би сакала да го споделам со вас со тоа што, ако ми дозволите, да го прочитам. Вика, на било кој престол што се наоѓа во олтарот на храмот, секогаш има мошти на светци, но во престолот на иконава нема. Таму е жртвата Христова, која символично е прикажана преку чаша, што стои на престолот, но нема човечки одговор за висината на оваа жртва. Каков одговор е ова? Ова треба да е одговорот на подвигот на мачениците, преподобните, исповедниците, односно на сите светци. Затоа овој прозорец или камара, како и да е, го пренесува Божјето прашање до секој од нас. И на што ќе одговорите на жртвата од љубовта Христова? Тоа беше за символиката на жртвеникот, а сега можеме да преминеме на символиката за представите кои што стојат позади ангелите. Позади Светиот Дух, третата ипостас, стои карпа, рид или планина, што го прикажува нашето духовно искачување. Искачувањето кон планинските висови, односно духовните висови, односно духот не возведува на ридот на молитва. Но ако приметувате оваа карпа, исто наликува и на пламен јазик. Тоа е исто друга символика, што означува дека на 50-тиот ден, после воскресението Христово, Светиот Дух, односно третата ипостас, така најавениот утешител се симнува во вид на пламени јазици врз апостолите и ги раздела даровите. Потоа, позади втората ипостас, имаме дрво. Тоа го означува маврискиот дав, гостопримството Авраамово, во прва символична фраза. Потоа, исто означува и крсното дрво, на кое што Господ Исус Христос се принесе на жртва за целиот свет, за човечкиот род, да го отвори рајот и повторно да не пушти внатре. И како што гледате веќе крсното дрво, разлистува, расцветува и преминува во дрвото на животот од рајот, кој што веќе за човекот е отвори. Дрвото и карпата се навалуваат кон домот, односно небесната црква, која што стои позади Бог Отецот.
Тоа го означува домостројот на небесната во црква, во која што влегува и земната црква, и како што приметувате, прозорот и вратата се постојано отворени. А тие се отворени за да Боже Бог Отецот постојано догледа во далечините, да бе не некој од заблудените негови чеда посака да се врати назад и тој да истрча, да го прегрни и да му го врати синовското достоинство. Ова е за символиката на оваа икона, а сега кога гледаме вака малку глобално, можеме да видиме дека ангелите се представени среде еден тивок разговор. Значи, гестовите на ангелите се гладки и воздржани и тоа сведочи за возвишената природа на овој разговор. Секој гест, поставеност на главите, сите детали се верификувани и крајно длабоки. Ова икона не се нарекува само Пресвета Троица, има и уште едно друго име, кое што се нарекува Вечниот Соб. Тоа укажува за тој мистичен, тивок разговор, кој што го се води измеѓу Света Троица за спасението на човечкиот род. Односно, Бог Отецот со доброволна согласност на Бог Синот го испраќа во светот Бог Синот да ја прими крстната жртва, а со тоа се согласува и Светиот Дух. Значи, ова икона е запечатена со божествената љубов на Света Троица. Тука можеме да кажеме дека највозвишена е пројавата на искупителната жртва на втората ипостас, на Синот Божји, но неговата крстна жртва всушност е подвиг и жртва на љубовта за Отецот и за Светиот Дух. И како што можете да видите, оваа икона е проткаена со многу символи и со многу тајни, така да ова е една комплексна теолошка книга и за неја може да се каже дека многу повеќе наликува на книгата, на Библијата, отколку на сликата. Затоа што ова не е само илустрација и не се само илустрира преку неа, него преку неа символично се означуваат скриените тајни. И накрај можеме да заклучиме дека византиската икона, бидејќи е реален, објективен символ, како духовен стожер ги обединува членовите на земната црква меѓу себе и во едно догматско сознание и во едно општо мистично доживување, кое може да се наречи молитва или уште поточно љубовта во Света Троица. И јас ви благодарам за вниманието и се надевам дека може би имате некое прашање и нешта. Повелете доколку има некои прашања во се страна. Дали може кај нас некаде да се најде така? Има превод општо? Нема во Македонија таков превод. Може да се најде во оригинал? Јас, како што ја најдов, ја има на грчки, ја има на романски, ја има на други јазици. На македонски ја нема, на српски не знам точно, може би ја имам. Има повеќе на српски ја има. Може да се побара, да се види, бидејќи во Белград факултетот така повеќе има преведено. Некое друго прашање? Се спомна во преновењето киливарна боја, ќе може да објасните? Тоа е една нијанса тоа е како полудрагоцениот камен килибар и како да ја објаснам Мед боја претпоставувам. Да, како некоја зелен. Еве овде на лентичката. Термините од кој век потекнуваат првите термини? Каде се напишани првите? Првите термини фактички се тие прирачници кои што ги прават за градските тајфи и они однатре ги собираат.
Сите тие православни искуства, како што спомнав, да прво фреската или иконата не излезе надвор од православното предание според нивните символики. И исто така ги запишуваат рецептурите за спремање на даски или за спремање на зид, како станува збор за фреска, како се спремаат иконите, нивните боите, нивните символики. Така да сите поголеми тајфи имале своји ерминии. Овдека ние имаме покасно од нели Дичо Зубрав, да. Сите. А иначе најмногу ерминиите, како најмногу се полага внимание, после некаде околу 9 век, после иконоборство, да се заштитат со тој иконографски код. Меѓутоа, интересно што Бог Отецот го покажуваат како старец, а меѓутоа не е канонски и тоа се случува. Тоа е ерес во 19 век се пројавува, бидејќи нели порано немале луѓето интернет како сега, па да можеме да влеземе во секоја црква и да видиме урнек. За зографите тоа било малку потешко. Во времето кога излегува фотографијата, малку му се олеснува, значи може еднаш да појдат па да фотографираат, па да можат после да ги презентираат своите дела низ тие урнеци, но претходно било уште многу потешко. Требало да посетат, да видат, да ги најдат тие ермини, да одат во тајфи и сето тоа. Во 19 век, поради тие незнаења, оскудност на технолошки не ни помагала, зографите ја имаат видено фреската на Исус Христос постар од деновите. Тој е изобразен со бела коса и бела брада и значењето на таа фреска е дека тој постоел уште пред создавањето на светот. И некој под предпоставка си го има приклучено Бог Отецот, си го има стајно светиот дух, нели се пројавува на богојавление како гулаб, и Господ Исус Христос, кој што се изобразува, бидејќи он се пројавил во тело и неговите црти се запознати. Да, иначе таја е речичка, не е канонска. Јас ме прашам, зашто исторична уметност, 4-та година. Само да ја прашам, спомнавте Охридската збирка Никони. Да. Дали сметате дека Охридската збирка Никони се можеја погрешно да некако по-канонски, по-уметнички, по-добра од другите, например, иконите нели од 10 до 14 век, кога нели? Да, византискиот иконопис цело време напредува и цело време поминува низ фази на развој и попатно тој и восприема различни влијанија. Во византиското изразување, јас намерно ставив и од Московската школа и од Македонската, има и Квитска школа, има и многу школи, и сите тие школи им се посебни, но и во одреден период тие трпат влијание некакво. Некои трпат од Венеција влијание, од различни места, така да не може точно да се карактеризира. Јас, пошто ние сме сите од овие простори, мене ми се тие многу мили, многу драги, и јас сите во однос на нив ги споредувам и можам да кажам дека да, мене ми се едни од најпрекрасните, најперфектните икони, но не може да се каже дека за другите не. Тука сме малку и емотивно и генетски врзани за тие. Две прашања. Да, Значи, за представата на тајната вечера. да. Дали тоа е, мислам, како што ја на денеска представите, дали е тоа преземено од католиците, како е канонски? И второто прашање е... Прво за првото прашање, може само да кажам. На која тајна вечера мислам? На од Леонардо да Винчи или на Од византискиот? Леонардо да Винчи, Да. тоа што е представено од останалите цркви. Немаме ние представа во православните цркви византиски, значи зборуваме за византиски представи на икони и фрески, а Леонардо да Винчи не е во да, византискиот стил. Тој е во реализм, да. Така да не знам тука како да ви ја добавам споредбата. Второто прашање е за опитот на поведението. Дали тоа е, да речеме, стане канонски или е тоа преземено од католиците? Кој е тоа? Не дреми.
дедремливото око во византискиот иконопис се представува како Исус Христос, како детенце кое што лежи во полудремечка состојба, а некаде ја изобразуваат и мајката Божја кој што го покрива или ангелите што го чуваат. Тоа е триаголник. Да, триаголникот, да, тоа било порано символ за све видечото око на Господ Исус Христос, кое што не потсеќало дека Господ е секаде присутен пред се во нашето срце, а во нашето срце е зародишот на сите наши помисли и нели од стартот на реализација на делата, така да човекот да биде свесен дека Господ секаде гледа, вклучително и во нашите мисли, во нашето срце. Да. А сега секој символ, значи ние видовме колку има символи, многу символи можат да се земат од православието и да се злоупотребат. Значи ние тога е веќе една друга тема каде што символите се употребуваат, но и се злоупотребуваат. Има и таква злоупотреба на символот. Некое друго прашање дали има? Во ред, уште еднаш да се заблагодарам за присуството и еден аплауз за